Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме мини лути хамбургери. Еве еден забавен рецепт кој можете да го направите летово на забава и да го сервирате на трпеза заедно со секакви вкусни мезиња. Мини лути хамбургери со црвен пипер и кумин, од кој ќе ви живне сетилото за вкус. Некои тоа го сакаат жешко. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 300 грама мелено месо, една супена лажица црвен пипер, една супена лажица кумин, една главица кромицо средна големина, 2 чешниња лук и мали лепчиња. Почнете со рендање на кромидот, а потоа и лукот. Ренданиот лук во хамбургерите делува како врзувачка материја која му овозможува на месото и другите состојки да се залепат. Во овие хамбургери нема потреба да ставате презла или јајца. Ставете го месото и убаво измешајте го, додавајќи ги црвениот пипер и куминот. Убаво измесете ја смесата со раце. Овде, лажица или некој куински апарат не се достојна замена за вашите раце. Кога ќе завршите со месењето, ставете ја смесата да се излади во фрижидер од 30 минути до 1 час. Во меѓувреме, ќе направиме одлична летна салата како прилог. Ситно исечкајте малку црвена зелка, излупете тенки парчиња морков и исечкајте бел кромид на крупчиња. Убаво измешајте со мајонез и зачинете и добивте извонредна летна салата. Извадете ја смесата за хамбургерите од фрижидер. Израмнете ја на даска за сечкање и поделете ја на 6 парчиња. Секој од парчињата исплескајте го во форма на хамбургер и ставете ги настрана. Во делимано тавата за пржење загрејте малку масло на среден оган и ставете ги хамбургерите да се пржат. Повремено превртувајте ги, но дајте им доволно време да се испржат одвнатре без да изгорат. Кога ќе мислите дека се готови, тргнете ги настрана да одстојат пред сервирањето. Време е за сервирање. Направете ги малите хамбургери, ставајќи малку додатоци и поклопувајќи ги лепчињата. Завршете го сервирањето со летна салата како прилог. Куминот и црвениот пипер се одлични суптилни зачини кои на јадењето му даваат вкус, но го прават и луто. Куминот е многу популарен во Турција, на Блискиот исток и низ цела Азија и добро се вклопува во многу рецепти. Убаво е да се има малку во плакарот за да се стави во некое јадење. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.